Штип ниту знае, ниту сака да го користи и соодветно промовира своето најголемо богатство, топлата вода. Со вакви обвинувања излегоа денес на преса од Граѓанско-демократската унија, потенцирајќи дека условите за престој и рехабилитација во физикалната терапија и во бањата Кежовица се катастрофално лоши. Ужасните простории, големата нехигиена, како и хорор сместувачкиот капацитет се само дел од таа тажна приказна. Бог не дарувал со богатство, но залудно, бидејќи личниот интерес е пред се и над се. Би сакале да го прашаме политичкиот врв, кога последен пат биле во бања Кежовица? Дали своите деца или блиски роднини би ги испратиле на рехабилитација и уживање во благодетите на лековитите својства на бања Кежовица? Дали размислуваат да стапат во акција за искористувањето на даденото од природата или сето ова им е дадено, им е далечно и туѓо? Па затоа се наоѓаме на оваа дереч. Штип има туристички потенцијал, но прашање е дали имаме вистински луѓе на вистински позиции. Општината има големи планови за Кежовица и работи на нивна реализација, возврати градоначалникот Благој Бочварски. Апсолутно сум убеден дека овој локалитет, оваа зона во градот може да постане вистинска туристичка дестинација на државата и токму затоа ние бараме модалитети и начини како тоа да го решиме. Можам да информирам дека јас како градоначалник веќе разговарам со потенцијален инвеститор кој што сака и размислува да инвестира во овој локалитет и на оваа локација. Таму имаме, колку што знаете, и две локации кои што се приватни продадени, но има уште две локации кои што се државни или на општина Штип и токму затоа кога ќе го определиме концептот кои локации се интересни за инвеститорите, ние ќе влеземе во реализација. Инаку Кежовица е со ретко квалитетна вода која се споредува со онаа на Карлови Вари. Идеална е за лекување на костозглобни проблеми.